Вандализам на штипските гробишта. Се крадат букви од надгробните споменици, оштетен и обезличен надгробен споменик утринава затекнал штипјанецот Блаже Петров на годинштината од смртта на неговата сопруга. Вандалскиот чин врз местата кои за семејствата на починатите се свети и места на одржување на споменот на нив, уште повеќе ја засилуваат болката од загубата. Секоја сабота доаѓам ово време и да запалам свекичка, да го одржам гробот, свеќе да оставам. Меѓутоа кога дојдов, има што да видам. Буквите, ето, тоа се тие букви украдени. И тоа ме посебно потресе, да ви кажам. Не знам што да кажам, како да кажам, гледам дека не функционира некои работи. Не е само кај мене, има кај многу други луѓе тука што се случува. Ово е болно, да ви кажам, доаѓаш тука со стресови. А некои хулигани, битанги, што се знаат сигурно кои се што се горе-доле, меѓутоа и власта и општо, да ви кажам, институциите не реагираат. Петров е убеден дека буквите кои за него имаат смисла затоа што со нив било испишано името и презимето на неговата покојна сопруга, за некој друг е само материјал за остварување на лична корист и профит. Во се хулигани, во се луѓе бездушници, да ви кажам, што немат ни душа, ни срце, ништо немат. Ето, доволно, ако е за храна ово, меѓутоа, ето, доволно тука раздавци се дават, меѓутоа не се работи за храна, значи добро се најадени, работи се за повеќе пари. Сите тие па што ги изимат, па тие треба още поголема одговорност да сносат, што ги откупуват. Меѓутоа, тука треба и инспекциите малку да реагират. Изработката на една ваква буква чини околу 300 денари и тие се поцинкувани и позлатени, што ги прави интересни за оние кои продаваат метал во откупните цени. Иако постојат строги правила за тоа што и под кои услови смее да се откупува, очигледно пропусти на терен има многу. Денешната кражба на гробиштета е континуитет на две кражби на бакар што беа пријавени во две цркви во Штипско, а истиот веројатно завршил во некој откупен пункт.